А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Сега ќе те уништу. Шика! И слънце да го загори малце. Пржу го с лупо на слънце да осети нешто. Знаеш како е? Преведујте му на човека, молиме, нема оставljajte тако. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Денеска ќе ви кажам еден рецепт како се прават пиперки црвени. Црвените пиперки мора претходно многу убаво да ги одберете на пазарче. Кога ќе ги одберете така убаво на пазарче, убаво ќе ги ставите и многу препорачливо е да ги печете на оган. Ако немам оган, на кај да ги печем? Јас тука со мене, затоа што ви се јавувам од центарот на едно село. Добро. Јас сега ќе мора да ми помогнете вие тука теткички, бабички, кои што се мои многу добри пријателки. Следната што ми текнува оваа не кажу и ливе добра ноќ. И сега, нели, као на сите им текнува на оној делот. Сите спија, таа ние сме сами, клецни, користи драги ти мене. Излетуваат некој пут вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најакиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Морам да кажам, изгледате страшно. Во 1000 Скопјани и еден Охриѓанец. Да бевте летоска во Охрид, супер сезона ги имавме. Морам да кажам дека дури и картава за универзална е поевтина отколку смештај во Охрид. Не можам да престанам, а да ве гледам ко 300 денари. Смештај. Во Охрид нема љубов, само смештај. Чатпат пајак. Кревет. Факт е дека меѓу Охриѓани и Скопјани имат јазична бариера. Не се разбираме доволно. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да искачат луѓе од салава, не од ладнот. Нели? Следните два стиха што ќе ги испеам сега, значи у само два стиха луѓе е содржана сршта, целата тема на сексот у нашиот фолклор. Само два стиха, дали ви се веруе? Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и солза бе на очите? И тоа се пее. Фатил дедо пичица горе на галичица. Ја однел на јабланица, ја најал со гибаница. За стебло на кораб ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Штом дедо боцна путена шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга, аш има здрава, на девица росна да ја го клава. Па на вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен. Ја истресе дедо од гаштисета, кон гола клетна да вјане селанка клета. Но попат скршна
до славното Нидже да сретне кршно моме Хатидже. Дедо работело и меѓу овој релаксирани меѓуетнички односи, толеранција. Да видиме што се случило со Хатидже. Добро, не е се толку црно во Охрид, стално за нас охриѓани викаат такви биле, да, ама то наше гостопринство ги избрка германците 45-та. Точно така, ги победивме со услуга, не со пушки, бомби, пиштоли. Од следнава сезона во Охрид под мото прави попуст, не војна. Jeste primetili kako Zagrebčani imaju neku glupovu uzrečicu na kraju rečenice? Uvek kažu ne. Da, kad dođu u Beograd kažu, a kako mi lipo ovdje u Beogradu, ne. Znaš, što to rade? Jebote, nas zajebava ili u čemu je fora? Znaš, kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da kaže, ova druga hoće da je opovrgne, ono, znaš, i ti si iz Beograda, jel da? Ne. Skoro mi je jedna Zagrebčanka rekla, a čula sam da imate dobre komičare u Beogradu, ne. A rekao, jebe mene ova 100%. Možete misliti kakav problem sa samopouznanjem imaju njihovi muškarci, ono. Kak je veliki, ne. Isuse, kaj se dogodilo sinoć, bio si kod tsunamija? Ne. I uvek zovu Isusa u toku seksa. Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa? A mene za seks mi treba žena, viski za njuma i lupa da mu ga pokažu. Сега ќе те уништу. Шика. И слънце да го загори малце. Пржу го с лупо на слънце да осети нешто, знаеш како е. Преведујте му на човека, молиме, не ме оставljате така. Што се смееш, преведуј му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема болje и ја на njega едино му верую и njega највише ga сака. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Охриѓанец исто најдобар. Абе, лесно име на Нивка Козморак, мореше ти само да излези на сцена, мореше опреги, моја ќе ти има веќе да бичка, не можеш што прави дала. Е смешно само по себе. Ја литературно морам да се изцепу да ме насмеи. Абе, гъсто ли ќе го отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава. Шо ќе беше, брат? Зашто сите мажи вака спијат, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе, људи. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате и пробајте да си ги издркате с леву. Како? И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. И Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам си 20-та се знам. Жените ме сака. Им ги тука. Молим те да ја себап напреми, заврши ми, ја да завршам. Да не ме одбијат случајно. Во Њујорк, елеле, имате закон во Њујорк дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се. И у Македонија таков да воведеме. Смртна казна, смртна... Добро, нема... Ама немој да се фрлаш сега. Важи бе. Бам, фрли се. Шо се фрли бе, будало една, смртна казна има. Умрел, готово. А се фрлил, он се за... Викам, добро, ајде сите доктори се дозволени, све е дозволено, чак и дечја медицина ја дозволувам доктор, али сите доктори осим гинеколог. Не дозволам гинеколог за фантазија. Зашто? Една моја бивша
ме натера, ме запна, ај со мене на гинеколог, ај со мене на гинеколог. Викам, ајде, добро, идам со неа на гинеколог и си седнувам као секој поштен дечко, фин, културен, паметен, седнувам у ходник и ми вика, не, внатре. Викам, што ги брам ја внатре да тем? Да сум бар нешто пичка у душа, па ти има шо да гледа, разбираш? Вака што, ајде внатре. Викам, добро, ајде внатре. И влагаме внатре, она влага таму да се соблече. И јас со докторот, добар ден. И оваа се соблекла и оп, трча, никој да не ја види. Незгодно е било, имала целулит. Незгодно е било докторот. Аха. А од докторот ти е незгодно. А пред мене кога ќе се соблече гајле нема, шета кој да работи у Викторија Секрет, разбираш? Викам, добро. Нема проблем, до душа со деца сум, не везеш. Ти ги пратам ако е Стефче Екимовски, тука ќе му ги дам на Стефче да ми ги пречува. И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. И Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам се и 20-20-та се знам. Жените ме сакаат. Им ги тука, молим те да ја себап напреми, завршим и ја да завршам. Да не ме одбијат случајно. Во Њујорк, имате закон во Њујорк дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се. И у Македонија таков да воведеме. Смртна, добро, нема ама немој да се фрлаш сега. Важи бе. Бам, фрли се. Lepša si dok si sedela, nema be. Šalim se, koliko si imaš godinica? 21. Kako? 21. 21. Jebi ga punoletna, ali nema veze. Ovo je tvoj dečko? Da. Koliko ste zajedno? 3 godine. 3 godine. On je bio u fazonu, mala je dobra, šteta što ima 13. Čekat ću da nađe 18, pa onda... Bravo, brate. Da si mi sin, bio bi ponosan na tebe. Dakle, hoću da samo baš si visoka. Ne. Čime se baviš, izvini? Ništa ne radim. Ništa ne radim. To, bre, našla i buržuja, bre, to. Studira. Ok, evo devojka kaže studira, i trenutno ništa ne radi. Dušo, studiraš na Balkanu, nikad nećeš ništa raditi. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će, nažalost, večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način. Unutra ovako zema da stenka. Da ovka. Ovoj brca ova stenka, ja ne znam kaj da gledam, a doktor od luge, laden kao Hrvat, bole go kuro, brka unutra i vika. Kao magi vkusno od rerna, razbiraš? Толку сочно. Ja više ne znam, tuka gulabica mi se pojavi, neka grmat gromovi, više ne znam kaj se naogjam. Haos! Овој брц, едно време не знаеш што да правиш да ти имам. Овој брца, оваа стенка, викаш сега да го извадам нешто, нема смисла, викам. Знаеш? Абе, се осеќаш вишок, бе, трета особа си, ало. И зема тоа бриз што зема, оваа трча па никој да не ја види, нели, незгодно од докторот, и се врти докторов, ладен уш. Сега ја видат летните одмори, а гледам од агенциите дека најбарани дестинации се грчките острови. Ја немам ништо против грчките острови, само ве молам, отварајте 16 очи. Оти ако не сте геј, и ако отидете на Миконос, може некој да ви го спиконос. А ако отидете на Родос, може некој да ви го збодос. Затоа внимателно, оти мене од такви острови ми е преку Тасос. Брка унутра и вика. Као маги вкусно од рерна, разбираш? Толку сочно. Ja više ne znam, tuka gulabica mi se pojavi, neka grmat gromovi, više ne znam kaj se naogjam. Haos! Овој брц, едно време не знаеш што да правиш да ти имам. Овој брца, оваа стенка, викаш сега да го извадам нешто, нема смисла, викам. Знаеш? Абе, се осеќаш вишок, бе, трета особа си, ало. И зема тоа бриз што зема, оваа трча па никој да не ја види, нели, незгодно од докторот,
И се врти докторов, ладен, уште по-ладен као Хрват, и дојде и ми се врти и ми вика, Много е убава. сега ја не знам дали ми збори за девојкава или за девојчево доле. После тера натака вика, фантазираат за секс за банкарот кај што ги плаќаат сметките. Доро, која плаќате сметки? У 12 вечер? Мислам, не, стварно ли, значи, дојдеш у банка, треба да платиш сметка и плаќаш 4.500 за струја и мислиш на секс. Мислам, да, викаш, овој Ева на 100% ме јебе нешто, разбираш? После вика, фантазираат за секс со нивниот омилен спикер на вести. Да ти е страв да остиш вести да гледа. Ништо не можеш, значи, у банка да не ја пуштиш, на Фейсбук да не ја пуштиш, вести, ајде сте да гледаме вести, кур ќе гледаме вести, зимам далинското, пуштам фудбал, еве го Роналдо, пупичка ти матер. Зимам тоа, пуштам Animal Planet, сега фантазирај пичка ти матер, да те видам. Таму мажите имаат за задача само да ебаваат девици. Оти во брак не смееле да влезат невини. Леле, колку кандидати ќе имате у Македонија, хеј. Само такви ќе има. Извини, јас знам највише со девици. На Блиски Исток не смееш да ја изедеш овцата со која претходно си имал сексуален однос. Закон е тоа. Вие мислите ке се шал? Тоа сум учела за вас. Ова ми е најомилен закон. Во Хонг Конг жената може да го убие прелюбникот со голи раце. Ми си иде да се преселам у Хонг Конг. И во Индонезија, да завршам со ова закониве, и во Индонезија Европска унија долази с правилima, jel? To je ono što mi radimo, to mi u Srbiji, ne znam kako je kod vas. Mi volimo se kurčimo, što mi volimo se kurčimo. Ste primetili to? Brate mili, Srbija do Tokija. Kad god neko izgovori Srbija do Tokija, Srbija postane manja. Kao predivno je, zato što mi volimo se kurčimo sa Japancima. Znaš, jer Japan je tamo negde, oni su tehnološki, brate mili, ja se sećam kad sam prvi put sreo Japance, koliko je to bilo meni zabavno. Mi smo bili u Budvi, na festivalu u Budvi. Ako niste bili, posjetite, to je predivan ruski grad. I ne znam da li znate, ali ne postoji infrastruktura puteva kod nas nešto preterano dobra i onda od Budve do Beograda imaš 700 km ili ti 17 sati autobusom. I onda smo bi sedeli 17 sati autobusom, bez interneta, bez ičega. Ja sam bio tamo, hteo sebi da odgrizem stopalo, nisam mogao da verujem šta gledam. Samo sam bio u zonu, umreću u ovom jebenom autobusu, bez interneta i tehnologije. Pričao mi deda o ovome. Ti to zašrafiš, to crkne. Moraš da odšrafiš. Zašrafiš novu, ne znam, Lunardu. Idu po gradom, gledaju one billboarde i kao... Dva D, jevo. Ne znaju za treću, ne znaju, jevo. Uvijek hoće se fotkaju s tobom i kao... Nije robot, jevo. Ovako izgledaju, jebote, u prošlosti nekada, jebote. Jedino kad se osjećaju kod kuće, kad dođu kod nas u Srbiju, svu razrušeno i kao, Godzilla. A mi, ne, Vučić. Kako smršati, jebote, kako? Бакнежот не sme да трае повеќе од 5 минути. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Мене да решаме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахален јазикот у грклан кој ќе ти го буте. Ја вака знам се предавам, и тоа деме кој ќе ти го бутне јазикот, то трае, да, умеѓу време, демек со другата рака те истражува. Ама убаво се подсетив са тука вечерва со вас. Мислам, можам да ви кажам кај ми е паркирана колата. Нема проблем. До душа со деца сум, нема везе. Ќе ги пратам ако е Стефче Екимовски, тука ќе му ги дам на Стефче да ми ги пречува.
И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. И Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам се и 20. Морам да кажам, изгледате страшно. Бо 1000 Скопјани и 1 Охриѓанец. Да бевте летоска во Охрид, супер сезона ги имавме. Морам да кажам дека дури и картава за универзална е поевтина отколку смештај во Охрид. Не можам да престанам, а да ве гледам ко 300 денари. Смештај. Во Охрид нема љубов, само смештај. Чат пат пајак. Кревет. Факт е дека меѓу Охриѓани и Скопјани имат јазична бариера. Не се разбираме доволно. Дедо ми викаше порано, сине вика, кад беше млад имаше кур за 2 жени. Сега имам кожу за 2 кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала, овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата, и седнал покрај тоа, знаете зашто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова, седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето, и стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување, дедото на 3-та скала, се враќа назад, пак. Иначе да ви кажа, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у Куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е вега на кур. 1,5 кило месо, не е за ебанција. Викам, браво тато, вајде и ја кад ќе порасту ќе имам толи кур. После тој доваѓа мајка ми, вика, Владо, нега гледам точак, куде ти е? Вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има 2 тркала, куде вас точак има 1 тркало у Хрватска. Или у Србија, не знам кој е. И сега вика, мајка ми, доваѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, сега стар, на кур ли да ga стави? Не, викам, татко ми па целу собу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Nećeš ništa raditi, to je okej. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će nažalost večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način kako uz pomoć dobre folk muzike možete da lepo nasmejete voljenu osobu. Priđete joj i izjavite joj ljubav i čekate da se ona smeška. Priđete joj i kažete joj volim te. Vidi kako se smeje. Vidi. Ili, još bolje, ako nećete na našem da pričate, nađite devojku iz inostranstva i isto uz zvuke nekog narodnjaka. Sve to isto uradite šapatom samo na engleskom. Priđete, zagrlite i kažete aj, DJ Videos. Hvala ti puno. Hvala vama, divna ste publika. Dajte aplauz za ovu devojku. Hvala vam puno. Ja sam Filip Ugrenović. Divni ste. Hvala na pozivu. Ali, šo mi se desi pre 3 недели, луѓе, абе лудило. Пуштам телевизија и слушам Ljudi, vratija se Johan. И јај што се врати човеков. Беше крив, не е битно. Важно се врати, нели, за негови арно се. Али луѓе, овие репортери бе на вести бе. Овие на телевизија бе, тој на Канал 5 бе луѓе. Знаете ли како го најави доаѓањето негово бе? Нели се симиња авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцерите. Туку што е налас... Ме разнежливте.
Ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор. Требаше неколку збора да кажам Игор е... Еј, викам. Па си размислувам, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо. Не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, ја ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се ви ознам. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи бе? Лелеве, тој одма се бричи. Не знам дали сте го приметиле. А и на всред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да и го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти još едно 50 стендапа. Таман ке видиш. Има, Весно ке го лепив на тегле за мармалад. Да не крадев деца. На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането од црвено да се облачав. Луѓе мислат дека се На темата закони. Инаку не знам дали знаете, мојата неостварена желба е да бидам презентерка на МРТВ. Гледате како игра на танц од звездите? А? Не, на времето да имаше како Бранка Станковска беше спикерка танц од звездите. Периките ти паѓа на око. Еве вака само, да знаете. Предлог закони кои што може да се усвојат и во Македонија. Овие закони постојат и во Америка. Да речеме, во Арканзас. Легално е мажот да ја тепа жената, ама не повеќе од еднаш месечно. Арканзас. Јас се извинувам ако има тука политичари, одма да гласаме, еднаш месечно може сите жени да издржиме ќутек. Ама еднаш месечно. А ако му се присвиѓа, веројатно има санкции. Не ги пишува санкциите. Сакаш да леле, ова е многу добро. Ако сакаш да протестираш пред градско собрание, не смеш да си постар од 17 години. Предлагам нашиот закон да не си постар од 97 години. Оти кај нас протестираат сите над 50. Помлади од 17, каде? Абе, паметни се американци, бе, ние ќе речеме глупи. Вика вака, а и ова е одлично, ова е да речеме за лесбики. Бакнежот не сме да трае повеќе од 5 минути. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Мене да речеме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахален јазикот у грклан кој ќе ти го буте. Ја вака знам се предавам, и тоа деме кој ќе ти го бутне јазикот, тоа трае, да, умеѓу време, демек со другата рака. Пак седна, пак, баб, Жешко, жар, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на по скали, овој на трета скала да бесигла, овој не, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор шоу, тама работа. Ја, во моје време стендап беше да ми извините кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрави малце.